овозможено од Oiltech, лиценцирана компанија за рециклирање на отпадно моторно масло. Отидовме во Истанбул, следовме таму и кај женските има категоријата 95, нема над 95. Макс е 95, Да. добро. Ни каснеше не авионот, туку превозот, пошто во Истанбул знаеш како е хаос. Да, така. 2,5 сати не возеше и закаснивме. И сега кога требаше да отидеме до арената да се мериме, уште 3 сати ни требаше. И му сам организатор вака и вака, викам дали може да го мериме човеков наш, викам, уживо ги ти пуштам на Вибер, да видите. И они се собрани таму од комисија, и ние пуштаме уживо, застанува девојчето позади, јас снимам незе, како иде камерата позади, надоле, од позади двајца од моје под мишки кај незе, и малку треба само. И на 2 кило кратовме, таман 95. О, 2 кила, И поминавме така. Пази ма финти, ако ти го држат пешкирот од страна, добро. ти да ме го фаќаш пешкирот, малце треба само да се потпреш на него, веќе тој кило. Така е. Се има и други глупости, имам уште еден пример. Во Швајцарија имав една борба, исто профи, и таму отидов сам. Така се нафативме со тренерот, он имаше некои обавези. Да, само Јас ти да со сакам да други се борам, оперативни. ако сакаш да одиш, вика ќе мораш сам, ќе одам, викам. И нели стигам. Као да се мериме дента пред, јас се мерам. Точен противникот го нема. Абе викам, а мене пази, како ме мерат, ме снимаат. Демек да му покажа, не. Викам, а другиот кај? Си измери он. Аха. Во видео, викам, ја да видам колку е, да, немаме. Како, викам, нели, треба сат точен, двајца да се мериме, да видиме над под. Извини, вика, касниш, па викам, летот е според вас, вие таа карта ми ја земавте. Ја според вас доаѓам тука. Да, не бирам ја. И не знаев он колку тежи, така, на слепо. Си влезе у борба, а? Па нема друга земја, други луѓе, никој, не знаеш. Нема, затоа сега ти после прави не, на не ќе идевме вршам. сегде, знаеш, свети е школа. Да. А како се стига воопшто да се бориш некаде? Во некоја си Швајцарија, во некоја Германија, Па порано беше едно, сега е Кој друго. се јавува, како се стига да се направи еден баут, што го викаат Стефан против Ивица се тепа, знаеш, како води тоа? Па тоа се евенти, са зависи каде. Ајде, И добро. најчесто организаторите на евенти се врзани со менаџери, Добро. што знаат борци и клубови, и менаџерите спојуваат борби. И сега, пример, на тој евент у Швајцарија, на некој локален борец, му треба некој до 80 кила, на пример. И сега бараат. И сега не знам како дошле до мене, еден менаџер имаше од Кичево, ни понуди, ало, сакаш ли да Хонорарот се е бориш? толку? Хонорарот е Така. 200 евра. 200 беше. Ќе ти кажам. И па сега мене у тоа време ни пари ме интересира колку се, мене сега сакав да градам искуство, Аха. за понатака да Така. може. Отидов. Са после дознавме некако дека многу повеќе биле парите. Сега кој колку стаја луѓе. Па тоа си Затоа што менаџерски турнирот работа. заврши и јас знам дека после секој евент организаторот уплик ти ги дава Така. турнирот заврши. Ни викам, хонорар, ни гутер. Абе пари бе како? Укужва е ќе се договориме утре као добро и буквално утре у кафич бев, пошто не бев сам, беа уште 5-6 кикбоксери од Македонија, тоа беше кикбокс евент, седнавме у кафич, тој што не однесе менаџерот, буквално од новчаник, ти тебе, нив по стотка. Затоа тогаш налага никако. Знаеш што е Македонија? Сега нас борбата, па ќе кажам, ни беше важна, али Да, добро. може тука доста луѓе да ќарат и од страна што не се, али јас сум се нафатил. А, слушай, победи на борбата? Победи. Па тоа беше, јас победив у трета рунда со Rear Naked, а човекот зема пута 8 може од мене. Не, циркус, за да кажам. После тој турнир А Швајцарија цените знаеш како се. не идеме никако. Точно, испадна зија.